Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал за данскиот филозоф Сорен Киркегор. Веќе имам зборувано во едно видео во кое што се осврнувам на неговата фраза "Толпата е невистина". Се надевам дека наскоро ќе успеам да снимам едно видео во кое што ќе се осврнам на неговиот живот, општо, биографски и на неговата филозофија, на главните аспекти на неговата мисла, затоа што мислам дека се важни, неговиот живот е важен за неговата филозофија. Сличен пример би бил, да речеме, Фридрих Ниче. Значи, не е одвоена нивната мисла сосема, не е сосема абстрактна и не е поврзана со неговиот живот. Меѓутоа, во ова видео сакам да се осврнам на еден друг концепт, на еден важен концепт кај него. Тоа е концептот на очајание, на очај, на очајување, за кој што тој зборува поопширно. Всушност, целата книга е посветена на тоа. Тоа е книгата "Болест на смрт", на англиски е "Sickness unto Death". Ова е едно старо издание на српски, меѓутоа јас примерно се занимавав, го имам читано во ова издание. Ова се две во едно, Fear and Trembling, Страв и трепет, веројатно едно од неговите најпознати дела, и тука е и "Болест на смрт". И сосема на кратко неколку збора за Киркегор, ако никогаш не сте слушнале за него. Тој е дански филозоф, мислител, теолог, поет, кој што живее во првата половина на 19-тиот век, значи умира 1855 година. Се смета за еден од најважните мислители, најинтересни мислители, општо би рекол во историјата на западната филозофија. Го сметаат за зачетник или на предвесник на екзистенцијализмот, кој што сега некои си 80 на години после неговата смрт, нели, со Сартер и со други филозофи, затоа што се смета за предвесник или пионер на екзистенцијализмот, затоа што пред се занимава со поединецот, пред се занимава со прашањето како човек може да стане сопствено јас или како да стане индивидуа, поединец, наспроти толпата и така натаму. Значи, сепак неговата мисла, неговата филозофија е доста суптилна, меѓутоа токму поради тие причини е важен во историјата на филозофијата. Киркегор пишувал филозофски дела, секогаш ги објавувал под псевдоними, има причина зашто е тоа така, меѓутоа објавувал и, да ги наречеме, теолошки или христијански дела, затоа што и бил обучен, бил образован како теолог. И она што е интересно, многу често во ист ден објавувал по две книги, да речеме едната филозофска под псевдоним, иако сите знаеле во Копенхаген кој ги издава тие дела. Другата би била некаква за теолошка книга, за изградба во христијанскиот живот и така натаму. Меѓутоа, ова дело му е едно од подоснежните дела. "Болест на смрт" се смета можеби дека е напишано на два пати, во кој што првиот дел е повеќе психолошки, може да го наречеме, а вториот е повеќе, да го наречеме, теолошки или христијански. Го објавил во 1849 година, а како што кажав, умира во 1955 година. Очајанието е присутно кај него, меѓутоа има еден друг термин кој што е уште поприсутен и поважен за Киркегор и неговата мисла, тоа е поимот на анксиозност. Сега морам веднаш тука да сопрам и да појаснам што Киркегор подразбира под анксиозност, затоа што денес анксиозноста е многу употребуван збор и мислам дека живееме во време на анксиозност, на чувство на немир, на неспокој, кој што многу мина го доживуваат, го искусуваат, многу често во некои случаи, всушност не толку често, меѓутоа во поекстремна верзија тоа може да доведе до панични напади и други ментални предизвици. Меѓутоа, би рекол, тоа е денешното психолошко сваќање на анксиозноста. Најчесто тоа е чувство што не можеме да си го објасниме, не знаеме од каде, некојаш знае од нигде никаде да се појави, не можеме да си го објасниме и така натаму. Меѓутоа, Киркегор пред се го користи изборот ангст, и ангст можеби да подразбира анксиозност, меѓутоа подразбира и еден
еден стравоужас, една јанза, еден неспокој и немир кој што го чувствува човекот, меѓутоа изворот негов доаѓа од едно друго место, а изворот тој вели дека ангстот, или ајде ќе го користам, значи за да ни биде поедноставно ќе го користам зборот анксиозност во ова видео, дека анксиозноста е зашеметеноста на слободата или од слободата. Со други зборови, анксиозноста го представува чувството на зашеметеност кога сме соочени, кога човекот е соочен со можноста да избира, со слободата да избира. А може би еден пример би бил, не знам, ако стои човек на некој на високо место или на врв на зграда и кога ќе погледнеш надоле, имаш чувство дека значи можам да изберам да останам тука, можам да изберам да се фрлам во амбисот или значи самото постоење на тој избор, на таа можност му прави чувство на зашеметеност, на анксиозност. Анксиозноста вака разбрана е основно човечко чувство. Меѓутоа, за Киркегор постои и очаението, кое што исто така е суштинско основно човечко искуство, и ако можеби да ги разграничиме со тоа што ќе кажеме дека анксиозноста можеби да ја сместиме во некакво психолошко разбирање на тој поим, на таа појава, додека очајанието би било повеќе состојба на духот, на духовна болест или духовна состојба, со тоа што нормално Киркегор предпоставува постоењето на Бог и така натаму, и ќе видите како тоа функционира подоцна. И тој зборува за очајанието токму во оваа книга, во Болест на смрт. Има за концептот на дред, на ангст, на анксиозност, има посебна книга, таа се вика Концептот на анксиозност или концептот на немирот, на јанзата и така натаму. Ако ве буни насловот, значи насловот доаѓа од една случка од Новиот Завет, кога Исус е заедно со неговите ученици и некој ќе му донесе глас, ќе му донесе вест дека негов драг пријател по име Лазар е болен, и тој ќе им рече на неговите ученици, оваа болест не е на смрт, со други зборови нема да заврши со смрт, затоа што подоцна тој оди, Лазар умира во меѓувреме, тој ќе го воскресне, меѓутоа очајанието е таа болест на смрт. Всушност таа е духовна болест која што води до духовна смрт. Значи не се мисли на физичка болест или физичка смрт. Очајанието тука е една екзистенцијална состојба во која што човекот е одвоен и од сопственото јас и одвоен од апсолутот. Киркегор го користи тој збор, меѓутоа под апсолут Киркегор го подразбира Бог. И сега тој го почнува ова дело со една многу сложена и речиси конфузна во наводници дефиниција, и нема да ве замарам сега со тие со многу цитати или како што Киркегор пишува точно во Болест на смрт, меѓутоа тој пробува да го дефинира човекот и неговото јас, и сега тука доаѓаме до еден проблем. Како да се преведе зборот, на англиски тоа е преведено како self, себе, значи себството може да се selfhood, може да се преведе како себство. Меѓутоа јас ќе ги менувам термините, кога ќе мислам на тоа self, најчесто ќе го употребам зборот сопствено јас или јаството или нашето сопствено јас, значи кое што представува на способност да размислуваме за себе си, за една саморефлексија и така натаму, значи да не навлагаме сега во тие термини. Тој почнува, вели, човекот го дефинира човекот како дух, како духовно битие, но поставува прашање што е духот. Тоа е нашето сопствено јас, нашето себство, нашата свесност, за себе и капацитетот за саморефлексија. И го цитирам, тој вели, меѓутоа тој не просто застанува тука, вели, човекот е синтеза од бесконечното и конечното, од привременото, временото и вечното, и од слободата и од нужноста. Накратко, тоа е синтеза, значи човекот според Киркегор синтеза. И тој вели, кога човек е свесен за овој однос меѓу тие три пара на чинители во таа синтеза, тоа е сопственото јас кое се спознава себе си и може да биде поставено или мора да биде поставено или од самото себе или преку некој друг чинител. Останете со мене, значи ако ви звучи сложено или премногу апстрактно, ќе дојдам до главната поента. И иако не е ова ништо ново во смисла на тоа да се објаснува човекот како, не знам, уште во антиката, не знам, Платон и се зборува за човекот како
и дух, душа всушност и тело, нели душевното и телесното и нели душевното кој што треба да доминира и така натаму. Меѓутоа сепак Киркегор дава еден интересен би рекол придонес во тоа како го објаснува човекот. Тој вели, значи човекот има во него елемент на бесконечност и на конечност, значи има елемент на слобода, значи може да одбира, значи има слобода во животот, меѓутоа од друга страна е врзан од нужноста, значи некои работи се нужни, контингентни, и исто така да речеме човекот има еден вечен аспект во смисла на тоа дека неговата душа или неговиот дух е вечен, меѓутоа има еден привремен времен аспект со тоа што во ова човечко тело, значи тој е лимитиран и во ваква форма тој живее само одреден број на години. Сега доаѓаме до главниот момент каде што очајанието е некаква нескладност во оваа синтеза која се однесува на самата себе, за која што сме ние свесни. Но синтезата сама по себе не е нескладност, тој вели таа е само можност, а во синтезата се наоѓа можност за таа нескладност. И значи постои некаква нескладност меѓу бесконечното и конечното, меѓу слободата и нужноста, и кога едно од овие преовладува, значи се прави еден дисбаланс, неурамнотеженост и доаѓа до чувството на очајување. И сега тој вели постојат три вида на состојби или три вида на луѓе кои што се во очајание. Тоа е кога човек не е воопшто свесен за неговото очајание и кој живее преокупиран со секојдневните работи, со уживањето на овој свет, со тоа да брка нешто во животот, кариера или да некаков успех да изгради име. И тоа е најлошата всушност состојба на очајание, каде што ти не си ни свесен дека имаш сопствено јас, кој што е духовно, кој што е вечно, кој што е комплексно и така натаму. Втората е кога човек е свесен дека очајува, дека има некаков дисбаланс во неговото сопствено јас, меѓутоа нема сила да направи ништо во однос на тоа. И третиот вид е кога човек е свесен дека е во очајание, свесен за сопственото јас, меѓутоа едноставно ги резема работите во сопствени раце и одбива да се сврти кон Бог како апсолут или како некој кој што го дал неговото сопствено јас и така натаму, значи тоа е некаков си пркос. Преведувачот на Болесна смрт на српски во неговиот предговор вели човекот е на меѓата меѓу битието и небитието и среде бурата на противречности тој посакува да се доживее самиот себе. Човекот кој е парадокс. Тоа го посакува затоа што е бесконечен, Платон би рекол бесмртен, но не може затоа што е истовремено конечен, Платон би рекол смртен. Затоа човекот е вечно во криза, значи постојана тензија постои. Тој се обидува да ги соедини половите на сопственото битие, но не успева затоа што помирувањето е невозможно. Конечното не може да постане бесконечно, ниту пак бесконечното може да се собере во границите на конечното. Оно што е тука важно е дека гледаме дека човекот е еден динамичен процес, значи човекот е во постојано обидување да ги донесе во баланс, во рамнотежа овие чинители, значи тие три пара на чинители, неговата конечност наспроти бесконечноста, неговата слобода наспроти нужноста и неговата временост или временска ограниченост наспроти вечноста. Во првиот дел на книгата, значи повеќе би рекол дека фокусот на Киркегор во поголемиот дел всушност е на очајанието разбрано како психолошки процес, значи од психолошки аспект, додека во вториот повеќе би рекол дека е религиозен или христијански или теолошки аспект, и тој го нарекува очајанието всушност греф. Меѓутоа греф не како некаков поединечен греф извршен, туку повеќе како состојба на духот или промашување да се сврти човекот кон апсолутот, кон Бог кој што му го дава неговото сопствено јас и кој што само преку него всушност може да дојде до едно помирување, до едно урамнотежување, израмнување на тие чинители во синтезата и прифаќање на себе си како сопствено јас, како поединец и така натаму. Во таа смисла тој како решение на некој начин не зборува Киркегор за некаква самоподобрување или и ја поставува наспроти очајанието, не го поставува доблеста или добрите дела или не знам добар карактер, туку го поставува верата. Верата како противтежа за решение на
на оваа состојба на очајание, која што е состојба дадена токму затоа што има можност, токму затоа што Бог или апсолутот му го создава на таков начин човекот со можност да избира тука во оваа човечка состојба. Автоматски од таму очајанието доаѓа како една во наводници природна, суштинска состојба на човекот, која што ако не се сврти човекот кон апсолутот, кон Бог преку вера, таа би била неразрешена и човекот би живеел би тонал уште повеќе во тоа очајание. И во светло на сето ова, и знаејќи дека за Киркегор најголемиот повик или за човекот е да стане собствено јас, да стане тоа реализирано јаство, да речам, има еден цитат кој што многу убаво ја доловува и неговата, можеби неговата филозофија или клучниот аспект на неговата филозофија. Тој вели: најголемата опасност да се загубиш себе си може да помине во светот тивко и незабележано, како да е ништо. Секоја друга загуба, рака, нога, $5, сопруга или слично, ќе биде забележана. Поентата е што луѓето не застануваат да си ги постават овие прашања, да ја размислат за својата вечна димензија, за каков е нивниот однос кон апсолутот или кон Бог, кон реалноста, дали се волни или подготвени да станат такво собствено јас. И тоа го прави Киркегор можеби уште порелевантен во ова време на социјални мрежи, на трендови, на конзумеризам и така натаму. Тој не повикува преку неговите псевдоними, преку неговите размисли да едноставно да се осмелиме да бидеме собствено јас. Меѓутоа неговата поента е дека да, ние треба да бидеме собствено јас, меѓутоа сами од себе немаме решение за проблемот, не станува тука за себе подобрување, туку само преку вртење кон оној што ни го дал самото тоа себство, тоа е апсолутот или тоа за него е Бог. Да не се расприкажувам многу, толку беше за концептот на очајание, на очај кај Сорен Киркегор. Се надевам дека ве поттикнува на размислување, дека ви е интересно ова видео. Чувајте се и се гледаме со наредното видео. Чао!